рекаш на почеток, и чекаш да испари. Никако алкохол да се чувствува. И, почитувани гледачи, последни консултации пред да почнеме со денешниот предизвик. Ова е 180 степени на телевизија Телма. Јас сум вашиот домаќин Филип Чаловски, а со мене денеска во студиото, во нашето кулинарско училиште се Магдалена, Данило, Радка и Сара. Дали сте спремни? Спремни. Денес супер, наспано веќе, убаво, одморена. Ние цврсто веруваме во FG кулинарското училиште дека што подобро ги познаваме суровините, тоа се чувствуваме похрабро да експериментираме со нив. Колку вие, драги мои, го познавате оризот? Познаваме, за тава оризиме. Така, денеска ќе имаме едукативен дел. Битката ќе се бие за оризот. Ќе го подготвиме на два начина. Ќе побараме од вас да подготвите италијанско рижото, нормално по италијански стандарди, да ги испочитуваме италијаните што ни оставиле едно толку големо кулинарско наследство, да биде кремаво, да биде ал денте, нормално да биде вкусно. Ќе ви кажеме главните критички точки кои што ќе може да ве направат или да не ве направат победници денеска. Добро утро, добар ден. Од емисија во емисија притисокот станува поголем, предизвиците се поголеми, одиме на повисоко ниво. Во секој случај секогаш нешто учиме. Денес се чувствувам убаво. Не сум одморана пак. Ќе видиме што ќе направиме со готвењето, да сме здрави и живи. И втората варијанта на оризот ќе биде нашиот домаќинет пилав или тавата ориз. Тавата ориз мора да е добро сготвена, до крај, да е секое зрно посебно, нормално оставаме на вас за вкусот, дали ќе користите од нашиот пилешки бујон или ќе си додадете некоја своја арома, тоа ќе биде ваш печат на пилавот. 45 минути за денешниот предизвик, двајца супер ментори ќе ве водат низ процесот. Користете ги, прашувајте, немојте да ги штедите. Јас очекувам од денешниот ден да пројдам нормално. Се надевам дека ќе дадат нешто да готвам во мој домен. Преверувачи, кратка презентација за едно рижото. Денес одбрав да направам рижото со аспарагус. Имавме доста убав аспарагус. Потребни состојки. Почнуваме со ситно сецкан кромит, ориз, деглазираме со бело вино. Имаме пире аспарагус, жежок бујон, пармезан и на крај ќе завршиме со декорација од аспарагус, бибер и малку маслиново масло. Почнуваме, загреваме сува тава, малку сончегледово масло, ситно сецкан кромит. Го сакаме овој звук, не сакаме варење, сакаме убаво пржење. Малку сол, сакаме кромитот убаво да омекне, да стане стаклест, но не сакаме да имаме кафеава боја. Тука имаме арбори ориз и оризот убаво да се запржи пред да деглазираме со бело вино. Следен чекор ни е деглазирање со бело вино. Убаво мешаме, му даваме малку време алкохолот да испари. Продолжуваме со налевање на бујон. Одиме повторно бујон. Мора бујонот секогаш да ни биде жежок. Додека ова го правиме, нашиот путер стои во фрижидер. За сервирање користиме секогаш рамен тангир, убаво е да ги има овие рабови. Ставаме во центар, тапкаме убаво да се распореди. Сакаме рижото во еден слој, не сакаме од длабок тангир, бидејќи оризот по инерција ќе ни се превари. Додека стигне до маса до гостијан, тој ќе биде веќе сварен, а тоа не го сакаме. Не сакаме во калап, тоа не е рижото, сакаме убаво кремаво, не сакаме суво. Тука имаме пире од аспарагус. Ќе го додадеме пред крај. Во зачинувањето ќе искористиме малку сок од лимон. Намалуваме температура. Пирето од аспарагус го ставаме на крај, не сакаме да ја убиеме ова убава зелена боја. Ладен путер. И што бараме кај добро рижото, овој убав бран.
Температурата не е исклучена. Пармезан. Гледаме како убаво ни се инкорпорира путерот. Уште малку мешаме. Оставаме рижотото да одмори неколку минутки и сервираме. Рижотото не одмори неколку минути, одиме во делот со презентација. Издржавме таа убава боја. Завршуваме со малку пармезан. Аспарагосот ни е претходно бланширан во содена вода. На крај ќе завршиме со органик чавало масло. Многу малку поврвот ќе додаде една убава нота. И за финиш кој сака. Полет. Во ред, доколку сме спремни да ги поздравиме нашите спонзори и почнуваме со предизвикот. Голем поздрав до компанија Макпетрол. Пред се, витаминка е тука и како и досега Рамстор. Рамстор се погрижи да добиете супер квалитетен ориз, перутнина, нормално нашиот пилешки бујон што се користи од пилињата на перутнина. Президент путерот многу важна компонента во рижотото, исто така и пармезанот. Компанија Фортис, винаријата Камник, Братство ви направи совршени садови за емисијата и да не заборавам некого, Халкбанка, нормално Халкбанка. Така се погрижи денеска прекрасна престилка. Ако сме спремни, почуваме со најава на судиите и борбата може да почне. Како што најавив денеска со нас во судиската тројка младата сила на ФДЖ Кулинарското училиште. Луѓето кои што веќе имаат поминато повеќе од 200 мастер класови и да не кажам и колку практични класови. Стефан Јаневски, голем аплауз ве молам. И нормално кој друг ако не Златко Таневски. Ете така, дали сте спремни на прерувачи? Спремни. 45 минути можеме да ги прогласиме за почнати или имате нешто да прашате? Во главно се ни кажавте. Све е спремно, станиците спремни, значи ве оценуваме како и досега, вкусот е број 1, сервирање, техниката веќе ја знаете, имате едукативен дел. Ве молам, работете чисто, организирано, режија 45 минути, нека почнат сега. Добар ден, добро утро. Денеска се чувствувам малку стресно. Имавме една непријатна ситуација кога доаѓавме наваму, но за среќа помина се добро, така да после си размислував за моето дете, за мојата Викторија, единствената што го има слушнато моето срце однатре и се ми беше добро. Запловив во светот на децата, каде што се е можно, се е убаво, се е розово и они живеат во една фантазија кај што нема граници, кај што не постои ништо, значи денеска сум спремна на се.
Притисокот расте, точно е, меѓутоа јас сум тука дојдена да научам нешто ново, да стекнем пријателство и да се забавувам, така што не мислам многу на притисокот. Се чувствувам убаво и во емисија сум се поопуштена. Така што мене ми е супер. Секој ден учам нешто ново, секој ден. И многу сум среќна поради тоа, заради тоа што дома кога си готвам, многу работи си ги правам по свое, некогаш не е правилно, сега баш ги учам правилата како што треба и многу се радувам. Да имате некој прашање? Се уште не. Добре. Заборавај 2 сантиметри од долу. Да, треба сетно да го испрлам тој дел. Има конци, не можам да ги излупам убаво. Не ти менјава и ова. Структурата му е таква на аспарагусот, затоа така се нафаќаат конци. Дека имаме бујан на балагање. Цело орис мора да го искористиме? Со не, немаш потреба целиот, колку што мислиш дека е доволно. Ти можеш целиот да го сготвиш, но не мора целиот да го послужиш. Денес супер, наспано веќе, убаво, одморена. Никогаш не очекувам проблеми. Ако дојдат проблемите, ќе се снаѓам. Денес би сакала да готвам нешто интересно, ново, нешто што до сега го немаме готвено. Некакво интересно јадење, а што не знам би се прифатила било каков предизвик. Како ти се чини Злата? Добри моди на надпреварувачите? Искрено, Вака добро изгледа. се уште е рано, ама ќе видиме. На прав пат ќе видиме како ќе излезе на крај. Дали можам убаво да печам или морам да се префрлам во нешто пониско? О, Дали во ова смеам да печам или треба да се нормално префрлам? дека можеш. Можеш, да? Ама зашто не можеш? Печката ви е уклучена на 190, може да ставате, да контролирате. Мислам дека е доволно. 5 штуки. Официјално прашање или? Официјално прашање, да. Официјално прашање? Доволно. Види, печурките кога се готват, многу калираат, се намалува на количината. Така што ти да ставиш повеќе, вака може би ќе ти изгледа на многу, но кога ќе се сготви нема да биде толку. Ќе да го збогатим малку. Фала ви. Целиот притисок не ми влијае лошо сега за сега. Мислам, во однос на што се готви и се дури ми представува задоволство што јадењата стануваат се покомплицирани, но претходната емисија имав малку проблем затоа што имав повеќе тремата обично. Ама мислам дека тремата не се водеше толку многу на што се готви, туку беше лично моја, така што денес сметам дека дека ќе го немам тој проблем. Мислам дека бев превише уморна и дека тоа ми направи уште поголема трема. Ако поминам лошо денес, мислам дека би реагирала неутрално затоа што секој подем или пат е дел од животот и од емисиите. Така што ако поминам лошо, би одила во елиминации, така што таму би се обидела да поминам што е можда најдобро, ако поминам супер, одлично.
се гледаме во наредна епизода. Да се грига шапранот? За да се истакне бојата и вкусот. За да се истакне бојата и вкусот. Така. Братка, ќе опечеш што? Ќе опечем, да. Ја измери количината? Да. Не е тоа. Рижот. Со што ќе биде? Брокула? Не, брокулата не. Класично. Бело? Бело, да, со инфузирано масло. Маслото со што? Со Макдоналдс и малку со босен. Не ги заборавајте трите најбитни состојки кај рижотото. Прва е бујонот, потоа путерот, пармезанот и сега од четврта мора да има ориз. Фала. Исто печено секаде. Со водата шафранот што направи? Го правам пилавот. Мислев да не отида во чешка, Не. во умивалник. Не. Како и да е ова, само ги запекуваш уствари зеленците од сега Така, да. Се подобро со водата со ризотото заедно. Стефан, омилено рижото со што ти е? Милен, ориз рижото. Да, вкус. Па мислам дека фрути димаре е еден од омилените. Со морски плодови, со убави свежи морски плодови. Се согласувам, мене ми е омилен, само што Еден од не го фаворитите, обожавам. како и оној класичниот миланезе со доста голема количина на путер и пармезан. Да крене холестеролот малце. Мислам дека и тоа е еден од фаворитите. Внимавајте само, не сакаме хромидо да биде загорен, само нежно омекнат. Ќе го прави со аспарагус? Као за гранит. Мислев као за... Шеф Златко, дали може да го искористам прашањето едно? Ајде. Дали оризот го ставаме директно врз хромидот и дали го пржиме? Да. Откако ќе омекне хромидот, го ставаш оризот, продолжува со пржење, па оризот ќе биде некои си 2-3 минути испржен. Кажи ми, печурките не се ставаат одма после хромидот или? Можеш и така, ако ги имаш убаво исецкано, можеш да ги испреш на страна па ги додадеш. И после пржењето да глазира со беловин и продолжува со бујон. Секако од емисија во емисија притисокот станува поголем, предизвиците се поголеми, одиме на повисоко ниво. Во секој случај секогаш нешто учиме, тоа е доброто, а притисокот го има. Се справувам, мислам дека добро се носам со секој предизвик. Добре, на време ти текне. На време ти текне. Секогаш пробувајте.
со кои производи да работите, пробувајте ги самите производи. Во интензивноста од пармезан до пармезан има разлика, така да доколку не го пробате може многу да ви смени во крајниот производ, дали ќе биде преароматичен, прејак или нема да биде доволно интензивен вкусот. Така што мој совет е сите производи што ги имате пред вас да ги дегустирате пред да ги користите. Не само на шоуто, туку и во домашна работа, кога готвите по дома, за да добиете најсолиден производ. И пробувајте цело време, докаде е варено зрното. И не заборавајте дека откако ќе тргнете тавата на страна, по инерција зрното малку ќе се довари. Бараме ал денте ориз. Ќе пие од течноста. Повели? Ќе пие од течноста, така се, тоа е Да. моментот. Тој момент треба убаво да го доловиме. Бараме кремасто, ал денте ориз, не преварен, не жив да крцка. Пред се вкусно. Сара како? Имаш некои црни точки како да загори крамиот малку. Да, некој да дори за колку сати. Многу висока температура. Примете си ладен путер, пармезан при рака, тоа мора на крај да оди брзо. 18 минути. Да се добро ми замириса на тартур. Треба да се процени, вака добро изгледа. Мене ми изгледа добро, но сепак може да буката е боја. Да го појачи. Појаче двојка. Цело време го заборувам и е страф двојката. Се плашам од двојката. Мора фокусот додека кој ќе ви стигне ризотото при крај мора да ви биде таму фокусот. Мала е граница. Не изгледа добро, но. Тавата ориз готово? Да. Варено? Проверено. Проверено да. Извинете. Данило, ова е тартуфата? Да. Нежно само, бидејќи тартуфатата е многу голем ароматик, да не преовладува во јадењето, при користење треба многу нежно со количина. Па до сега најтешко ми беше, мислам, бурекот, пошто некако не се снајдов валјда со тегнењето на корите, никогаш не сум ни го правил тоа. Што сум правил бурек со готови кори, ставив премногу мастрав, што за мене не е лошо, но за судиите нормално беше лошо и тука некако не се снајдов најрадо. Од денешниот ден очекувам да направам добра креација и се надевам дека ќе испадне денот супер као што би требало да биде. Како е? Сметаш дека е доволно? Сметам дека е солено. Дека е солено? Да. Али мислам дека ќе биде солено. Сега сол Имај вадење. во предвид, на крај дека сакаш да го ставиш и тартуфот, Да, така? Тартуфата. Чекам тоа. Тоа е исто. Да. Соли. Значи, ви зашто пармезан? Пармезан повели. Добро. Ќе го зјам. Што береш, Данило? Путер ти треба? Не, путер, да. Путер ја имам половинка ако ти заврши. Мислам дека е доволно. Па може и уште ги ми треба, ама. Во фрижидер. Имаш во фрижидер, ладен путер. Како ти изгледа? На добар пат си. На добар пат си. Пробувај само за... Фали уште. Доколку имате уште бујон или го искористите цел. Доколку немате доволно, слободно можеш вода. Само да биде топла за да не го прекине процесот на готвење на оризот. Добро или не? Видиме после. Не оставате во... Да, да. Неискушение. Да.
Сори, ќе го искористам последното прашање. Дали откако ќе сметам дека е ал денте, го исклучувам и тогаш ги ставам пармезаноти? Да. Точно така. Супер. Се трга од температура, се Скроз додава го тргам на маса? ладните масти се додаваат, односно ладниот путер во овој случај, и потоа се меша ригорозно за да се спојат состојките. Се справувам некако, ама тоа ми зависи многу од денот, не знам со каква енергија ќе тргнам од дома. Некојаш ми иде подобро, некојаш не ми иде, некојаш притисокот ми годи, некојаш не ми годи, но како што гледате, гурам некако. Јас очекувам од денешниот ден да пројдам нормално. Пробуваш? Пробувам. Парена? Кога ќе оставаш путерот, треба ти биде малку вака кашесто и исклучуваш температура, тргаш на страна, помешаш. Сара? Добро. Не сум сигурна дали е доволно добро. Пробувај. Пробувам, не знам точно што барам. Ако е прифатливо за тебе, ќе биде и за нас. Моментално во конвектоматот не се пече ништо. Тој е се уште топол и додека ги имате послужено порциите, ако не сакате да ви се оладат за времето додека заврши одбројувањето, можете да ги ставите внатре во конвектоматот за да седат топли. Путер, ладе. Јас може да те замолам нешто, да ми го исечеш лукчето. Од таа страна ќе дојдам. Сакаш ситно да го исецкам? Да. Дали аспарагусу го бланшираше пред да го запечеш? За жолтни. Сервирањето сакам да биде во еден слој. Уште малце да го сецкам Може уште. да долу. Доволно е. На некој друг да не му треба помош. Данило, Магда, Завршувај путер пармезан и сервирај. Може да го извадиш од... Тањер за сервирање. Не под нас. јас мислам дека е Готово? готово, да каде да го оставам. Благодарам, Бетич. Нешто помалку од 2 минути. Данило, тебе ти треба помош за нешто? Дали ти треба помош? За плетинг. Можеме од страната, не, јадливо да ставиме, брокулата ти е веќе Висока спремна. температура ти горе не исклучуваш. Чеки, брокулата ти е спремна, ја би оставила брокулата. Може? Мора да имаш контрола на две, многу се фокусираш на тоа, си го завршила веќе. Се инфузира путерот. И тоа што веќе е 1 минута. сварена. Убаво се завршил. Чисти тањери. Додека имаш чисто само путер, Да, и лукче. следно, кога ќе додаваш путер, додај малце масло за да избалансира степенот на горење и за да не ти изгори волку брзо. Да, јасно ми е, но тие ароми сепак се пренесуваат до крајното јадење. Ти не сервира сирова брокулата? Нема време. Тоа што е. Данило, сиров аспарагус не сервираш?
Требаше да го... Чисто прашувам, доколку сакаш, тоа е твоја лука. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. раце горе. Тангирите може на маса. Кулминација до елиминација. Станува жешко. Како сте среќни од производот од 45 минути? Можеш и подобро. Ајде да почнеме од Сара. Како си, Сара, среќна? Да истапам. Па јас денес ми беше малку кнап време, да бидам искрена, мислам дека премногу се посветив на рижотото и на крајот немав време за во последните емисии бев позадоволна од тоа како ми се сервирани јадењата. Но на вкус сум прилично задоволна, гледав да пробувам во секој чекор од процесот. Така што се надевам дека и вие ќе бидете задоволни со вкусот, повеќе отколку со сервирање. Како си задоволна од хигиената и чистотата на твоите тањери? Не сум задоволна исто. Од целиот плейтинг момент не сум задоволна. Така. Тоа кажува едно, само дека си била многу во гужва. Да, бев. За жал бев денес. Убаво е пренесена на тањер тоа. Радка? Јас генерално сум задоволна со ова што го изготвив денеска. Рижотото го направи со печурки со аспарагус. По инструкции мислам дека е солидно. Пилафот или тавата ориз ја печев на ја го подварив прво оризот, па после го печев во печка, во тавчи. Извини што ти упајам. Имам некоја си представа дека си ги сменила типовите на ориз. Ова повише ми делува како арборио по зрното, ова повише ми делува на Сан Андреа Кочанскиот. Ако биле така поделени во... Ама не знам како биле твоја станица, твоја креација. Јас така мислам, не знам судителите се сложат, ова зрно ми делува доста помалу, иако Не, мора да пробаме вкус. Ќе пробаме, да, ќе пробаме да видиме. Супер, окей. Чисто една информација за Сара пред малку. Во врвните ресторани светлината која што е во кујна, лумените и лумените во салата гледаат да се исто. Само поради тоа да шефовите внимаваат чинијата како ќе изгледа во кујната, така ќе изгледа чистотата, зборуваме и оној целиот ефект. Така да сега знам дека сме тука под екстра рефлектори и се што изгледа на вашата станица полу замачкано, тука изгледа пута 100 замачкано. Така да чисто ете кој информација да знаете, да внимавате во иднина. Уште еднаш на чубаво пребришување. Радка, извини, да не сакаш нешто да додадеш? Тоа е тоа, околу оризот така беа поделени, ја мислам дека Така. ќе видите вие на крајот, на кришта да ќе пробате, ќе одлучите. Коментарот на судиите беше дека типот на оризот го помешав, но ја мислам дека не го направив тоа. Така беа поделени. Ајде, Магдалена. Исто и тука сериозно замачкан тањер, онака баш као дете сладолед кој јаде 3 топки. Да речем. Што да кажам, пиловот не ми остана време за декорација, така само го ставив. Позадоволна сум од рижотото. Се потрудив повеќе околу него. Не знам што да кажам, хаотична сум денеска прилично. Добро. Не се познава толку во рижотото. Устари, одвоена е, да. Одвоена е маснотијата. Не, тартуфата ме плаши од згора. А тоа е горе тартуфата? Да. Тоа ме плаши малку. Тартуфата е синтетички добиен вкус. Генерално. Не сите, не можам да кажам да сите. Внимавајте, многу интензивен,
внимателно дозирајте такви, да речам, кои што се вкусови во тегла и не знаеме како дошле. Првин помирисајте, па Го после пробав, го дозирајте. помирисав, се надам дека соодносот е во ред. Добро. Ајде, Данило. Едно рижото вака да ме огрее денеска, може да те пофалам. Да, Па, не изгледа лошо уопште. Повеќе се посветив на рижотото. Да. Пилавот го направив по вајда некој старински начин со тоа што инфузирав шафран. Зашто ме шафранов никој не постигнува ти? Така, жолта боја. Инфузирав шафран. Не е доволно солен пилавот, а за рижотото мислам дека сум или тука негде или дека е супер. Нема време за декорација, пилавот за така плейтинг. Како? Преварен е пилавот или така изгледа? Па не сум сигурен, искрено. Можеби. Ќе пробаме, Или преварен или недоволно извијана водата. Да, Ама- или каше сте малце, да. Океј. Повеќе дава океј. фокус на рижотото. Ќе пробаме, ти благодарам многу, ви благодарам на сите и да видиме моментот на вистината. Од кај ќе почнеме, Стефан, ај ти први на овој дел, ја ова централно е од рад кај ќе почнем. И 100% сум веќе сигурен дека Радко овде има користено Сан Андреа Кочански, кој што, иако не е лош, ние многу често ни се случува со Сан Андреа да направиме ришото. Сан Андреа е малце повеќе полиран орис од Арборио и малку помало зрно е. Арборио има уште една обвивка. Но на крај сум задоволен од исходот, рижотото испадна супер и за мој вкус, да речеме, можеби малку требаше повеќе путер да ставам, но времето си го направи своето. Од пилавот не сум задоволен. Ризото печурки, доста суво. Алдентена кај живо. Убаво зачинето. Елегантно. Пилав. Као секоја искусна домаќинка. Што би рекле по пес. По ју стандарди пилав. Темен, бујонот ти бил онака се гледа малце редуциран или си додала соја или нешто, а? Не, зашто гледам дека темен е солен храбро. Не си Може би додала поради во морковот, бујонот морковот ако има соја, аха, што не знам. Ништо друго немам да дадам. доста солен пилав. Пак солта, Радка. Јас сакам малку посолено, немам низок притисок, Ова ми не е треба доста. солено. Ова извор ни треба да ga расче за ао. Ти го проби рижотото на Сара, тоа веќе почна со тоа. Ау, Радка. Пак солта. Молам, внимавајте на сол. Сара. Прагосот е многу лошо третиран. Свеж тален, треба со Прагосот. путер. Душата му е зелена. Дегустација за елиминација завршена и дегустација за победничко рижото и пилав исто завршена. Епа, мои колеги драги, продолжете. Ајде прв јас. Ќе почнам со Радка. Повели. Поли на кратко само. Тужба спремаме, Радки. Знам, но Наредно, осеќам вака енергија. Имам адвокати, имам сериозни адвокати И докази. Наредно те молам со секое јадење придонеси повеќе вода. и крвна слика. Тука да има доктор. Ова е навистина солено. Тоа таму малку не е... Не малку повеќе не е доварен оризот, не е алденте. Доста е покрцко. Мислам дека ја по мој вкус мислам дека е окей, добро. Вие сепак сте студии и по луѓе што знаат повеќе од мене. Ние да си кажеме на своето, Така, да да. сугерираме, да знае за понатаму. И мислам дека со солта
не запечати. Тоа беше тоа, кога пробавме тоа, џабе све беше солено во уста. Радка, ти благодарам. Ќе внимавам на солта во видните епизоди. Не е прв пат, те молам, Радка. Не е прв Значи, пат. те замолувам, те му замолувам. Се чувствувам безбедно веќе, зашто еднаш те сериозно предупредивме и Имаме Тоа е. различни вкусови. Радка, на кратко одиш во елиминација. Рижотото не ми беше преварено, мислам дека беше добро варено, оценката на судиите беше дека не е доволно варено. Ја мислам дека добро сварено беше. Одам во елиминација, не е крај на светот, го прифаќам тоа, ја ценам одлуката на судиите, значи они знаат повеќе од мене и ќе се потрудам во иднина да не користам толку сол, барем кога сум во некој овакво шоу кај што ќе ме оценуваат. Реално беше пресолено. Вкусот беше добар, освен оној дел со солта. Ја имам низок притисок, можеби ми треба малку повеќе сол, па затоа малку повеќе сол користам во едењето. Во главно јас сум задоволна од како го изготвив и рижотото и оризот во тава. За вкусовите не можеме многу баш да дискутираме. Јас сам користам малце повеќе сол секогаш. Треба да си го прифатиме, да си ги прифаќаме грешките како и убавите коментари. И сега ќе покажам Сара. Накратко ќе ти укажам некои од грешките, а ти сигурно знаеш и приготвењето што си направила. Ќе почнам со рижотото. Најпрво аспарагосот, како видовме што направи, знаеш дека сгреши, знаевме дека сгреши, ти повторно не го сервира. За жал, да. Рижотото, добра кремавост, малденте добро сварено, но беше на граница на врвно солено. Имаш доста пармезан во него, исто има доста парчиња, знаеш од кората од пармезанот, се изрендала и таа, се ја ставила, не е стопена и се осеќаат на... еден совет, таа кора од пармезан секогаш користија во бујонот. Меѓутоа бујонот кога ќе оди во рижото не коди низ цедалка. Исто и во бујон било кој таа ќе додаде само вкус. Кај пилавот или тавата ориз, вкусна, солено, сварено, не беше толку лошо, но многу лошо делува во толку размачкан тајнер. Колку и да бил добар, многу е. Истото е и тука. Апсолутно сте управо и сум. За јадењето бев свесна дека не е добро. Мислам, цело време сум само критична и бев убедена дека ќе одам во елиминација уште кога ќе оставив храната. Извинете, малку ме. Уште една битна ставка да ја наведам. И доколку ова беше добро, ти повторно ќе одиш во елиминација, бидејќи имаме заклучок од сите судиите, исто од продукција, минатиот пат, после завршување на епизодата, ти ја остави својата станица во многу лоша состојба. Тоа нека биде една поука и за останатите, и за тебе. Сара, се гледаме во елиминација. Извинете, Златко, само едно кратко. За претходната емисија не се согласувам дека станицата оставив, заради тоа што заедно со Ана пуштивме над 10 машини и на крајот ги замолив дечки може ли да се продолжи затоа што не беше дочистена, а станицата има всредена, барем по мој критериум. Јас само можам да кажам откако си замина, сите ја погледнавме твојата станица, вклучувајќи нас тројца, делови од продукција, твојата станица не беше средена. Добро, жал ми е што било така. Поука за следен пат. Фала ти. За станицата не се согласувам, затоа што на крајот емисијата останавме само тројца луѓе, од кои што двојца си уопште не пуштија ниту една машина, само замина. Додека таа и претходната емисија седевме до уште сат и пол плюс од емисијата да средиме се. И не сметав дека јас сум тај што треба да излезе заради несредено. Коментарот нема да го сватам добро намерно, затоа што сега ќе пробам јас како сите ќе си ја средам мојата станица и ако средам нешто супер, ако не живи и здрави. Сега да ги издвоиме, мислам дека треба и најдобрите. Данило, ако можеш да истапиш.
Рижотото идеално сготвено, добра текстура, добра кремазност, интересни вкусови, ништо не преовладува, све така убаво, глатко делува. Мислам баш пријатно јадење. Пилавот малце преварен, но мислам дека сепак е подобро да е преварен отколку недоволно сварен. Ама и не зачинет. Да, тоа беше голема мана, тука беше само презачинето, во сите други пилафи фалеше таму ми фали сол, шафранот недоволно се осеќа, пробав. Не купи рижотото едноставно. Предпоставувам дека Тоа е тоа. не може да се проба бидејќи сите ги печевте во Јас повеќе Варерна. фокус дадов и на рижотото. се приметува. Се Звездата гледа, е денеска твоето рижото. се гледа. Секоја чест тоа е рижото. Благодарам. Целта на предизвикот е да издвоиме што е рижото, а што е пилав. Токму тоа рижото би требало да го акцентираме како одлично. Рижото имам правено еднаш или два пати, пилав никогаш. Затоа што имав една идеја во глава во рижотото да ставам тартуфи, пошто видов на масата за декорација дека има тартуфата и некако сум љубител на вкусот на тартуфи и иде у комбинација добро со печурка и за рижото. А од друга страна сакав да го зачинам симпл пилавот и направив инфузирав фактички од шафранот зачинот вода, додав пилешки сток, но недоволно беше зачинето. Мислам, не се осети баш шафранот, не доминираше и бојата и вкусот требаше да доминира во пилавот. Со рижотото може да ќе ставев плюс путер, а со пилавот фалеше сол, фалеше, све фалеше. Со пилавот требаше магија да направам за да го правам. Магдалена, ако може да истапи. Магдалена, рижотото исто на текстура, солидно, недоволно сварено, се осеќа таа крцкавост на заб, не е алденте, туку баш недоварено. И да е до мене, тартуфатата од згора би ја измешал, би ставил помала количина и би ја измешал со рижотото, место вака да ја сервирам од згора како декорација, бидејќи ајде ние за да ја пробаме ја измешавме со јадењето, но да се послужи ресторански, да се земе целата лажица со толкава количина на тартуфата, мислам дека ќе нема да им биде убаво на гостите. Пилавот солиден, исто недоволно посолен, на текстура е припатлив, во сварен, мислам дека солидно сварен. Да, солиден, но само не беше зачинет. Не беше зачинет, да, фали една вкус. Се Така е. осеќа таа карамелизација од зеленчукот, но сол му фали. Тоа е тоа. Фала ви многу. На граница од добро сварено и едното на граница на неварено. Многу интересно. Јас обично за 20 минути го готвам оризот, меѓутоа денеска не успев. Јас искрено мислев дека рижотото ми е по-окей, а испадна дека пилавот ми е добар, подобар. Од сега ќе внимавам повеќе на зачините, да не ставам нешто што може би кај што не сум многу сигурна, еве како сега во случајов тартуфатата. Искрено тартуфи имам пробано, нели скапа работа се, не се баш за секојдневна употреба. Мене искрено ми имаат вкус на нешто измеѓу плин и здив на куче, извинете се малце. Се приметувам и самата дека не поставувам прашања, не дека сум нешто многу самоуверена или сигурна во тоа што го правам. Едноставно не стигам, мислам на многу работи и не знам што да прашам. Што рековме, што е храната? Се она што ни носи благосостојба. Стефан, Злате, најчесто сте били од таа страна, да речам, тоа сте биле судени, не сте суделе. Како е чувството да судиш, вака да ја прашам? Интересно чувство, малце незгодно. Така? Пробуваш и добро и лошо. Треба да оцениш, треба да пресудиш, не е едноставно. Дали полека нашите надпреварувачи стануваат професионалци? Судејќи според рижотото, мислам дека се на добар пат. Имаше доста добри. Стефан? Посебно, да, оваа тура, мислам дека има добри некои тањери кои што се за пофалва. Ќе видиме во наредните епизоди дали ќе оди на подобро, ќе се подобрат надпреварувачите или
ќе одат во елиминација. Тоа е тоа. Да, но сепак сум среќна. Мислам прв пат ми е елиминација, така што сум дури возбудена. Зашто ќе се готви. Том не отидов заради храна, сум во предност од другите. Извинете ме, тера на спење дека плачам за глупости. Видов некој патерн дека готват во глобалот сладки јадења, така што се надевам дека ќе продолжи и ќе се готви пак нешто сладко. Јас секојаш давам се од себе, така што исто ќе биде и во елиминација. Јас сакам се една мисла да одјавам оваа епизода, а таа мисла е пред да судите, научете да направите рижото, пилав и направете го подобро од денешните креации на нашите направувачи, за кои што ние сме искрено многу горди. Поздрав до гледачите. Нешто да додадете, Стефан? Се гледаме наредна емисија 180 степени телевизија Телма. Поздрав.